Изработката на шапки за мене е поинтересна, нешто понеобичаено и поуникатно, а и воедно видов дека такво нешто нема на нашата локална сцена. Јас сум Миријана Јосифовска, основачка на првиот македонски дизајнерски бренд за шапки. Инспирацијата започна генерално кон шапките, љубовта кон шапките, започна од млада возраст. Првично како мала многу носев, односно гледав шапки на баба ми, која што сакаше да се дотирува и да носи шапки, па така јас како мала одев во нејзиниот плакар, го истражував, заедно со пречетка ми се маскиравме на некој начин. После тоа наследив шапки од мајка ми и така порасна мојата љубов кон шапките. И кога дизајнирав мојата прва дебитантска колекција на облека всушност, во процесот на дизајнирање вметнав и шапки за да го комплетираат изгледот. И тогаш разбрав дека изработката на шапки за мене е поинтересна, нешто понеобичаено и поуникатно, а и воедно видов дека такво нешто нема на нашата локална сцена. Нешто баш од македонски дизајнер за тоа, така да тоа беше инспирацијата за создавање на првиот македонски дизајнерски бренд за шапки тука. Па генерално можем да кажем дека тука имаме некоја добра култура на носење на шапки. Уште имаме тип на жени кои што сакаат да се дотирани, кога излегуваат надвор од дома, сакаат да се добро облечени и ги користат шапките за да се комплетира тој изглед. И исто така имаме и помлади, помлада генерација на жени кои што сакаат да носи шапки, но исто така и постара, повозрасна генерација на жени. Тоа што мене ме зачуди е што имаме побарувачки интереси од страна на мажите, така да би рекла главно дека има голем интерес тука од страна на публиката за овој тип на производ. Па генерално уште од самиот почеток кога почнав учествував на голем број програми организирани тука и во земјава, меѓутоа исто и организирани во рамки на Западен Балкан, така да во последниве би рекла 5 до 10 години постои поголема поддршка во типот на помлади бизнеси и стартапи, особено во полето на зелената технологија. Можеби фокусот е повеќе кон IT компаниите, помалку на текстилниот аспект, меѓутоа сепак постои некој вид на поддршка за овој тип на стартапи. Па сега моментално работиме на воведување на нов тип на производи, но исто така во план е изработка и на производи, односно шапки, кои што би биле наменети за машката популација. Исто така и помали и слични додатоци за коса кои што не би биле шапки. Тоа што би препорачала е најдете онаа работа која што ве влече. Не размислувајте премногу околу што ќе биде, како ќе биде, едноставно научете го занаетот, научете се околу целиот процес, околу целата работа и тоа е единствениот начин, едноставно да го сакаш, да бидеш опседнат со тоа што го работиш и буквално да го дишеш, да го спиеш тоа, мислам дека тоа е единствениот начин.